22 ученика од 10 општински основни училишта под менторство на своите наставници деновиве твореа во рамките на 5-тото издание на детската ликовна колонија Пчиња 2026. Завршниот настан се организираше во туристичко-информативниот центар во селото Пчиња, а посетителите на ликовниот камп имаа можност да ги разгледаат уметничките дела на тема убавините на реката Пчиња и Бислимската клисура, изработени во повеќе ликовни техники. На ликовниот надпревар прво место освои основното училиште Вук Караџиќ, второ Кочо Рацин, а трето место училиштето Магдалена Антова, информираат организаторите. На завршната манифестација беа доделени награди и дипломи за првопласираните 3 места и благодарници за сите учесници на овогодинешната ликовна колонија. Ликовниот камп е организиран од хуманитарното здружение Мајка во соработка со Мирослав Димевски, директор на основното училиште Карпош во село Уминдол, а поддржан од секторот за култура на општина Куманово. Детската ликовна колонија е поддржана и од повеќе општествено одговорни компании од градот. Среќни сме затоа што учениците излегоа во природа да творат и да уживаат, а годинава имаше најмасовен одзив од училиштата за учество на кампот, така што жири комисијата имаше нелесна задача да издвои само 3 дела кои ќе бидат наградени, истакна Димевски. Ние сме среќни како и нашите ученици кои учествуваат веќе 5-та година, излегоа на брегот на Пчиња во најубавиот предел каде во Бислимска клисура, каде убавините секој со своја техника и со свој талент ги пренесува на уметничките платна, ликовните платна, така да ова година учествуваат 10 училишта, основни училишта од 6 до 9 одделение. Доделивме убави награди, имаше наградени ученици кои најуспешно ги пренесоа оние пейзажи прекрасни. Се надевам дека овој мал јубилеј ќе продолжи во голем јубилеј од 5 години. Се надевам дека ќе ве поканиме и на 10 и на 15 години да присуствувате на нашата ликовна колонија. Секторот за внатрешни работи Куманово поднесе кривична пријава против 24 годишен кумановец поради постоење основи на сомненија за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурзори. На 28 мај годинава на автопат од Куманово-Табановце полициски службеници извршиле преглед на патничко возило кое го управувал пријавениот, при што бил пронајден и одземен кокаин, соопшти полицијата. Представници од Одделението за заштита на животната средина и природата од општина Куманово во соработка со представници на јавното предпријатие Чистота и зеленило на иницијатива на неформална женска група од населбата Карпош, а во организација на хуманитарното здружение Мајка, денеска одржаа едукативна работилница со ученици од 6 до 9 одделение во основното училиште Магдалена Антова, објави општина Куманово. Преку интерактивна дискусија и едукативни содржини, учениците имаа можност да се запознаат со важноста на правилното селектирање на отпадот, заштитата на животната средина и улогата што секој поединец ја има во одржувањето на чиста и здрава заедница. Целта на активноста е да се подигне свеста кај младата популација на повисоко ниво за одговорно управување со отпадот и значењето на стекнување и развој на еколошки навики во секојдневниот живот. Оваа работилница представува вовед во пошироката еколошка иницијатива што ја предводат жените од населбата Карпош. Следен чекор е организирање на акција за чистење на просторот околу стадионот Карпош, преку која заеднички ќе се придонесе за почиста, поуредена и поздрава животна околина. Мото на еколошкиот проект е малите чекори создаваат големи промени. Националната единица за сузбивање на криумчарење мигранти и трговија со луѓе при секторот за криминалистички истраги во одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал поднесе кривична пријава против 4 лица од Скопје и против 35 годишен кумановец и 38 годишен тетовец, поради постоење основи на сомненија за сторено кривично дело трговија со дете, информираат од Министерството за внатрешни работи. Според МВР, во текот на 2024 и 2025
2025 година, двајца скопјани на возраст од 63 и 57 години го извршиле делото по пат на незаконско посвојување на новородено бебе. МВР информира дека на 17 октомври 2025 година бил склучен договор за заем од 500 евра меѓу 35 годишен скопјанец како заемодавач и 38 годишен тетовец како заемопримач. Средствата истиот ден му биле исплатени на тетовецот, а истрагата утврдила дека тие представувале надомест за незаконското посвојување на новороденчето. По преземените мерки и активности на осомничените им е определена мерка домашен притвор од страна на судија на претходна постапка, информира Министерството за внатрешни работи. Општина Куманово преку Одделението за социјална заштита, заштита на децата и здравствена заштита е поддршка на настанот Зелен караван во Куманово, во организација на Центарот за младински активизам во партнерство со Сдруженијето Центар за социјални иницијативи Надеж и Сдруженијето на социјални работници на Македонија. Настанот се реализираше на платото пред Центарот за култура Трајко Прокупиев со повеќе активности. Стендап настап на тема животна средина во изведба на актерката Надица Петрова, музичка програма и презентација на локални зелени иницијативи и креативни изработки. Целта на оваа јавна манифестација на отворено е подигање на еколошката свест кај граѓаните за заштита на животната околина, климатските промени и важноста на зелената перспектива во социјалната и младинската работа, објави општина Куманово. Полициски службеници од секторот за внатрешни работи Куманово вчера вечер лишиле од слобода 40 годишен кумановец, постапувајќи по претходна пријава дека околу 16 часот во семејниот дом во Куманово физички ја нападнал неговата 37 годишна сопруга. По целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесена соодветна пријава. Претходно истиот ден полициски службеници лишиле од слобода и 46 годишен кумановец, постапувајќи по претходна пријава дека во семејниот дом се однесувал агресивно и упатувал закани кон неговата 68 годишна мајка, соопштија од секторот за внатрешни работи Куманово. Директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Оливер Миланов на настанот по повод јубилејот 15 години од постоењето на агенцијата и 7 јуни светскиот ден на безбедноста на храната истакна дека минатата година Агенцијата за храна и ветеринарство ја заокружи со спроведени над 47.000 надзори, а за утврдените прекршоци изрече 6.770 инспекциски мерки. Како небезбедни од граничните премини вративме 16 пратки со храна од животинско потекло, а нештетно уништивме 3 пратки. Дополнително, забранети се 9 пратки на храна од неживотинско потекло и уништени се 90 тони храна од неживотинско потекло од увоз, информира Миланов.